На една седмица до официјалниот старт на зимата, граѓаните веќе ги чувствуваат температурите кои ќе бидат карактеристични за овој период од годината. Утринските температури под нулата ќе продолжат и во наредниот период, па иако времето ќе биде стабилно и суво, сепак температурата на воздухот во дневните часови нема да ја надмине бројката од 8 целзиусови степени. Студ утрово се чувствуваше во речиси сите општини на крајниот исток, каде најстудено беше во Македонска Каменица, таму беа измерени минус 10 степени, минус 6 степени беа забележани во Берово, додека доста студено беше и во Пехчево и Делчево. Во овие општини беше забележена утринска температура на воздухот од минус 5 степени. За утре температурата на воздухот во утринските часови во речиси сите овие општини се очекува да се спушти на минус 8. За граѓаните, овие ниски температури се очекувани за овој период од годината, а како што истакнаа повеќето, временските прилики засега ги оставаат во добра здравствена кондиција. Со ладото добро, сустук, важно снег нема до сурова. Здравјето, како го чувате? Здравјето петка. Седите на топло? Или? На топло и ние сме навикнати на ладо, на топло, отпорни сме, не сме како младите нежни. Книжка имам, кај лекар не сум бил уште, по-добро и да не одиш. Дома повеќе седење и така. Како го чувате здравјето? Па, за сега, фала Богу, добро е. Се чувате витамини? Да, чаеви и така, бобошје и тоа. Грчи ми се повеќе околу одино, а на стоката мора да турим јадење си требе и така. Така, си го чувате здравјето, седите на топло? Така. Вертим сукаме, ама остарееме и многу од малку се разболуваме тоа е така. Вертим сукаме до докторот, толку. Арно. Зиме е така чичоп. Зиме е така, мора да е така. Нешто повисоките температури кои беа забележани за време на изминатиот викенд, пак е причина лекарите да апелираат на предпазливост, особено кај лицата кои имаат проблем со хроничните заболувања. Па совет до пациентите, оние кои што се со коронарен синдром, со заболување на крвните садови и на срцето, дека не треба наутро да излегуваат кога времето е ладно, значи прошетките кои што им се советуваат да ги прават во текот на денот, кога времето ќе стане малку потопло, дека не треба да се оптеретуваат со физичка работа, што е својствена за нашите краишта, цепење на дрва и слично, да внимаваат на исхраната, да не јадат премногу мрсна храна, што секој пат го советуваме и во било кој период од годината, повеќе зеленчук, овошје и тоа. Инаку, зголемување на облачноста, метеоролозите најавуваат за впеток, кога се очекуваат и нешто повисоки температури. Сепак, официјалниот почеток на зимата сакале или не е на прагот, а дали ќе дојде на голема врата со многу снег, како што се очекува според временските параметри кои ги најавуваат синоптичарите, останува да видиме.